Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Денеска на календарот ни е 20 февруар, денот кога се одбележува во светот љубовта кон домашните миленици. Па затоа на посета сме во еден петшоп каде што и текако, доколку се уште не сте посакале да имате домашен миленик, ќе посакате да имате во вашиот дом миленик кој ќе ви го разубави денот и животот. Ова утро наша гостинка е госпоѓа Жаклина. Госпоѓа Жаклина, добро утро. Чест ми е и задоволство што денеска сте наши гости во нашиот петшоп. Навистина, кога ќе дојдеме кај вас и да не сакаме, ќе посакаме домашен миленик. Па што најчесто македонците пазаруваат? Тоа е нешто индивидуално. Значи, знаат често да дојдат по хрчак, а да ги убедиме дека треба да купат тигричка, желче и така натака. Што е наедноставно за чување? Кога имате помали дечиња, што ги советувате вие кога ете, за да сепак домашниот миленик го вдомиме, тој има долг век на живење и за да биде и за него и за нас како семејство удобно? Овој петшоп е направен со мерак, заради да и се грижиме за животните, за нивната добра исхрана, нивната нега. Што ги советувате оние кои што имаат помали дечиња во домот, бидејќи кога ќе купиме миленик, често потоа грижата знае да затаи? Многу е битно дечињата да раснат со миленик и да одгледуваат животно, затоа што така стекнуваат имунитет, по-хумани стануваат во однос и на општеството, во однос на другите миленици. Вашето искуство што најчесто велиеве? Пред нас имаме прекрасна желка, имаме хрчачиња, тигрици. Ке дојдат за тигриче, во моментот решаваме дали сакаат хрчаче. Пред да земете милениче треба едноставно да си ги проверите обврските. Колку можете да се носите со обврските, затоа што миленичето е сепак член на семејството. Не можеш, барем ако не друго, едни хумани услови да се изградат, една хумана средина, да имаат храничка и водичка, а после тоа е љубов многу голема. Многу интересна желката, што еве на пример ако згрижиме желка, што би се случувало во домот? Ставно нешто за чување, тоа е мадам Шели. Инаку таа ни ја поклонија. Еве вака како меѓународен ден, светски ден на животните, сакаме на некој од гледачите, тие што немаат веќе вдомено животно, да ја поклониме за вистински љубители на желчиња. Може да ви се обратат во петшопот и едноставно да ја згрижат мадам Шели, рековте. Мадам Шели. Колку е незиниот век, што е исхраната, кои се обврските кон мадам Шели? Шели и сите останати желчиња обожаваат ракчиња. Многу едноставно за чување, на 3-4 дена се храни со храничка, се менува водичка, живеат и до 30 години. Шели ни е стара веќе 3 години. Значи 30 години е неизниот. Така, колку се тигриците? Која е обврската кон тигрицата? Исто имаме и некои други пошарени папагалчиња што типе тоа. Лесно е за чување, само голема е љубовта, да имате разбирање кон животното, хумана средина. А кога сме кај хрчаците, тука имаме братче и сестричка или мајка и татко, и која е грижата за неј? Сестриче е нешто наједноставно и најубаво за чување. Домот ви го развеселува преку ден, кога си имате многу уврски, тие си спијат, ама затоа навечер се будни и сакаат да си играат. Госпоѓа Жаклина, една порака и препорака за денот, но и за животот, за сите оние кои што ги сакаат милениците. Како светски ден на љубовта кон животните, препорачувам тие што немаат милениче, веднаш да си набават, затоа што животот кај нив е поубав со нив. Тие што имаат милениче веќе денеска, однесете ги на некоја подолга прошетка, останете повеќе време со нив. А доколку си имате многу обврски и не можете да чувате милениче, денеска е моментот каде што можете да волонтирате, каде што можете да дарувате храна, да нахраните некое домашно животно. Тие ни се радоста во општеството. Одлично ви благодарам, одлични идеи ни споделивте, госпоѓа Жаклина. Доколку ете немаат можеби услови, може и да волонтираат и да помогнат онаму каде што е непотребно. Така се гради едно општество кога се сакаат животните. А ние се надевам дека денеска некому ќе ја подариме мадам, како ја кажавте? Мадам Шели ќе замине во вистинскиот дом. За вистинските љубители. Тука сме за било какви совети, доколку не знаат кое милениче да го одберат.
тука сме да посочиме што е наједноставно за чување, колку си имаат обврски. Ви благодарам многу што на најубавиот ден бевме ние ваши гости, а вие ни го отворивте пет шопот каде и како има избор на домашни миленици. Ви благодарам. Се за грижата, се надеваме се за грижата на животните општо. Ми беше чест што бевме наши гости. Ова е госпоѓа Жаклина и пет шопот кој што може да го посетите на Рузвелтова. Доколку се уште се размислувате кој е миленикот соодветен за вашиот дом и семејство, посетете ги. Или едноставно посетете ги и можеби мадам Шели ќе биде во вашиот дом ваш пријател веќе од денеска. Останете и натаму на Канал 5.